течеше светското првенство, полека се сменуваше расположението. Југославија стигна до четврт финале, беше на чекор од полуфинале на тоа светско првенство. Се направи една фудбалска еуфорија, читав едно интервју на Ивица Осим, може би претенциозно изјави, ако станевме светски шампиони, немаше да се распадне Југославија. Златко, јас... Една истина фудбалска еуфорија, каде што тој национализам полека мислам дека исчезнуваше барем за време на светското првенство. Златко, ова што рече дека Југославија ќе беше, јас мислам, не 99, 101%. 1987 година светски прваци во младинска конкуренција во Чиле. 1990 година на светското првенство, Осим, мислам, сгреши малку, Дарко требаше повеќе да му игра. Илија Најдовски требаше. Збориме за Дарко, кај Најдовски он имаше некои решенија, требаше сигурно, меѓутоа на тие клучеве против Аргентина, Дарко ќе дадеше гол, немаше бари да му биде, сигурно ќе дадеше гол при изведувањето. Ама сепак потврдија дека се блиску до врвот 1992 година. Јас мислам, може би ги има во архив еден од најдобрите по мене коментари што сум ги направил е врзана со Хак, со Макфес нашиот, една песма на сестрите Маријана и Росана, со една песма на еден словеначки певач од нашиот Макфес, кои зборат, пеат за мир. Во Хак ни нудија, што се вика Лепи сол, 91 година, а во пресет на Олимпијските игри 92 година. И сеќавам дека нашата репрезентација требаше да патува тие денови за Фарски острови, ми останало во сеќавање дека селекторот Хрват води репрезентација составена од словенец, македонци, црногорци, срби, бошнаци, оптимисти дека и беше така. Отидовме на Европското првенство и да не ја вратеше УЕФА репрезентацијата на Југославија од тоа Европско првенство, барем 20 дена ќе имаше мир во Југославија.